Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дан се макабра со своето 502 издание. Се извинуваме поради техничките проблеми кои што беа евидентни во почетокот на емисијата, меѓутоа кога се опрашање демоните во опремата во Радио Канал 103, секогаш може да очекуваме нивен напад на сите можни сетила, и како и секогаш тие знаат да ја запоседнат техниката која што имаме во студио, меѓутоа борбата со нив никогаш не престанува. А ова издание на Дан се макабре ќе биде трето серијалот на емисии посветени на новите епизоди на миленикот на оваа емисија, односно стрипликот според кој емисијата е насловена, и чувствувам потреба барем од време на време да го оправдам низиното име, па затоа и ги правам овие епизоди во чест на италијанскиот детектив на Ноќни мори, старото момче кое што до ден денес излегува во мноштво едиции во Италија, но јас се задржувам на регуларната серија на изданија кои ние ги добиваме од српскиот весели четвртак, традиционално секој последен четврток во месецот, па затоа денес одбрав 10 епизоди кои беа објавени на крајот на 2018 и почеток на 2019 година пред ковид пандемијата. Од една страна да не видиме толку зад светот, но од друга страна па и да не ги престигнеме, па да немаме материјал за читање и обработка. Стана збор за 141-то 150-то издание на Дилан Дог, за кои ќе ви говорам во оваа емисија, а на самиот крај ќе ги рангирам по квалитет епизодите. Денес ќе ви говорам за епизоди на Дилан Дог кои што беа објавени во Србија од периодот помеѓу 29.11.2018 и 8.8.2019, односно 350-тото до 359-та епизода од редовната серија во Италија, односно во Бонели. Издадени се во период пред ковид пандемијата, во едно друго време, откако веќе беше објавен главниот негативец на Дилан Дог, олигархот Гост. Блок е веќе во пензија, Карпентер и Рахим се неговата замена. Надвор од стрипот Рекиони е на чело на Дилан Дог, кој јас сметам дека одлично го раководи кормилото, секогаш додавајќи нови сценаристи и цртачи во серијалот, кои што внесуваат нови своји сензибилитети и влијание во самиот серијал, кои го модернизираат пред се, што е повеќе од потребно, без разлика дали ќе ни се допаѓа тоа или не. Јас сум еден од тие читатели кои што симнуваат капа на златната серија, која денес е прилично нефункционална и потребно е да порасне серијалот, кому му се очајно потребни нови свежи идеи, односно жртвување на свежа крв. Рекиони ги балансира старите вампири со нови убийци и убийки, со зборовите и дигиталните пера на нивните цртачи. Во 10 броеви за кои ќе ви говорам нема драстични скокови во серијалот, затоа што тие претходеа и ќе му следуваат, но затоа има 10 уникатни епизоди во кои за секого се надевам дека ќе се најде по нешто. 141-та епизода е Суза из камена, напишана и нацртана од страна на Карло Амброзини, односно тоа е сценаристот на Иза завјесе, а цртажот го има работено претходно на Тескова, па као и канал 666, бојата е на Джована Ниро. 29.11.2018 е издадена во Србија, 350 е во Италија од регуларната серија, а насловот му е Лакриме ди Пјетра. Јубилејно издание кое е во боја и не мора да чекаме 100 изданија за да 100-то издание за да добиеме обоја. Сега секој е 50, тоа е во колор, што е одлична практика, посветено за блок, за кој многу малку знаеме, најчесто крие интима и емоции од самиот читател, но сме дознале дека тој одел кај некои од добиените девојки за да ја надмине самотијата, односно епизода која што е напишана и цртана од создавачот на Наполеоне и цртачот на Нови живот. Односно епизодата започнува како Дилан и Блок седат на клупа. Дилан е загрижен за здравјето на Блок, се запознаваме со слепата прима балерина Криспила и незината свекрва, но и со платен убиец Кубен, кој што заседава во бордел на мафијашот Сантини. Криспила било име на португалска светица која што ја во флешбекот ја силувале и убиле и таим се одмаздува со злите овци кои што гризат убици. Дилан го посетува
го посетуваат скелети, што значи дека сонува со бујна подсвест, кај што тие биле балерини кои изгореле во трупата на Криспила во сала покрај статуа која што плаче. Блок оди во борделот кај мафијашите да им се закани на сите таму. Криспила колку што можеме да забележиме осамена во соба, ама го проектира дека Дилан е со неа, кој го брани од нападите на статуата, а од односот на свекровата и пијаниот син можеме да заклучиме дека тие ја проституира низината сна на кој повеќе ќе плати. Во самиот епилог Дилан оди во бордел да види докаде е работата со Блок, кој остава гручо со стриптизерките како што треба, а Дилан го наоѓа Блок на клупа и самиот Блок осознава дека Криспила била проститутка и е засрамен и натажен затоа што е заљубен во неа, за на заминување да најдат како од фамилијата ги сечеле нивните жртви кои немале пари за плаќање на услугите. Доаѓаат Рани и Карпентер, го затвораа случајот и Дилан седи сам на клупа до самата статуа која што плаче. Од запознавањето со ликовите до самиот епилог гледаме слоуборно действие, без акција, исполнето со несреќни ликови и траурна атмосфера, иако мафијаши никогаш не ми биле интересни за читање од Дилан, меѓутоа да не беше флешбек сцената и скоро и да немаше хорор елементи, и тие се најслаби епизоди според мене во Дилан, ама некако неврзани ми беа статуата и низината надреална манифестација на оживување, одмаздување на толожениот гнев на девојката и мафијашката приказна, доста антиклимактична епизода со нафрлени действија кои не се најдобро врзани и контекстуализирани според мене. Боите придонесуваат на травматичната атмосфера, иако не е кој знае колку впечатлив цртежот и нема да се запамтат овие кадри во епизодата, меѓутоа е супер што има додатоци, ама не ме импресионираше овој јубилеј. Нема да се навикнам Блок да го викам Шерлок, па што сака нека биде. 7 од 10 има оваа епизода. 140 и втората го носи името на Дно зла, напишана е од страна на Франческо Дермени, односно Ратигер, цртежот е на Алесандро Баѓи. 27 декември 2018, значи пред нова година е издадена, во Италија е 351 број Il Fondo al Male. Омажирање на Twin Peaks, што е сведено до екстрема во оваа епизода, со тоа што на дното на светот, односно се наоѓа неговиот амбис, каде што се крие ова проколнато градче Порт Фрост, по името на Марк Фрост, и сите луѓе си имаат мрачна и светла страна, и секој град си има своја Лора Палмер, а Баѓи го знаеме како цртачот на Дампир. Клиентката доаѓа од крајбрежниот Порт Фрост, кај што исчезнала незината пријателка Моли Маклахлан, а па му се разбира дека таа ќе стапи во контакт со Дилан за да го заведе и да го иницира да го прифати случајот за девојката која многу момци ја сакале како што се потенцира, за која ќе одат таму да присуствуваат на низиниот погреб, затоа што е најдена мртва и силувана. Цртажот е ужасен попарт, лихтенштајновски со позадини, дел чисти, дел карирани. Дилан е според мене не баш добро нацртан во кадрите, иако има една интересна ситуација помеѓу нив, каде што девојката ја свири The Rain Song на Led Zeppelin од албумот Houses of the Holy, кој има кавер работен од Hypnosis, од авторите на каверите на Pink Floyd, кои што ги имаат работено, каде изникнале тие градби од под повлеченото море, кои што се евидентни на албумот на Led Zeppelin, ама наместо почесни Цепелин да дојдат во градот, пристигнале нивните дублери, а Дилан и клиенткињата одат во бар и таму настанува една тепачка предизвикана од страна на неговата клиентка, која што провоцира шкоти против англичанецот. Запозна Дилан еден старец кој му кажа дека нели плочка на амбисот ги провоцира луѓето, значи секогаш мора да има еден мудар старец кој што ги знае тајните на сите времиња. Забележуваме од друга страна и чудни елементи како дете што тегне куче и со камења фрола самиот градоначалник на градот, братот на починатата му удира бокс на Дилан. Едноставно злоба се шири од страна на сите шкоти, а во епилогот Дилан оди кај клиентката која што е учителка и раздвоила деца кои што се караат. Родител неа ја искарал зошто на синот кој што ја давел со ученичката му викала учителката. По една, според мене, многу лоша промена на време на часовникот, Дилан
се разбира дека ќе заврши во кревет со неговата клиентка и се разбира дека старецот ќе се опијани, тоа се архетипи кои што не се надминуваат и се исцеди морето во самиот вртлок, останаа само скалилата кои што водат кон пеколот и оди Дилан заедно со клиентката каде што забележува 3 стадиуми. Првиот е дете во кафес како гледа его центризам во огледало, вториот е машко дете кое го навредува женското, третиот е татко педофил кој си ја задавил ќерката и наоѓа клиентката гума за пливање на која што пишува hope, односно надежда која што тлее во овај амбис, во оваа бездна. Во одличните две страни каде што се вместува самиот потоп, односно тие големи квадрати, делува доста западњачки, овој пристап и е убав за око, само што тие се единствено добро нацртани страници во овој издание, се враќа водата и толку, ни објаснување ни ништо, мистеријата ја скрива со недоработеност. Многу лоши и немотивирани премини имаше во квадрат, кај што се обидуваше да биде цртачот надреален, ама не се постигна тоа со цртање на космос. Едноставно е преексплоатиран Twin Peaks, барем во овој серијал, а интересна е само паралелата со премисата за Led Zeppelin и Stairway to Hell идејата која е искористена, ама на некој начин не е интегрирана и елаборирана, барем да се знаеше кој стои зад инициираното зло или кој е тоа, нели не се посочува доволно дека понира од амбисот. Една од по-лошо составените Дилан Док епизоди. Гручо само две глупави шеги на почетокот имаше и толку. Едноставно интересно е поигрувањето со злобата која што не е контекстуализирана. Сметам дека не е доволно добро втемелена во действието меѓу ликовите, меѓутоа е интригантна. Биполарната клиентка која што имаше драстична промена на расположението на секоја страница воопшто не е забавна и ефективна во самото дело, а па Дилан што е еден филозоф кој све знае додека се симнуваат во пеколо, така што и тоа не е кој знае колку паметно решение во оваа епизода. 6 од 10 не сум воопшто задоволен од оваа, мислам дека е најслабата епизода за која што ќе говорам. 143-та е Калиграфија боја, текстот е на Андреа Кавалето, односно тој ја пишуваше месечарите, а цртежот го работа четворица. Луиджи Пикато, кој што го знаеме од Лиам Лажов, Чувар, Преко прага, Ружичести зечеви. Ѓулија Масалја, Ренато Ричо и Матео Сантаниело. 24.1.2019 во Србија издадена, 352 во Италија, Ла Калиграфија дел Долоре. Епизода за запоседнати предмети, во овој случај пенкало, кој е налик колекционерите, не само што колекцијата ги поседува колекционерите, така и овој предмет е обдарен со душа, кој што ќе ги поседува нивните обседнати собственици, епизода која ја слави моќта на писателите да создаваат измислени светови кои накратко ќе може да престојуваат рецепиентите во нив. Фокусот на оваа епизода ќе биде во пенкалото во колекцијата на нотарот, кој што се подпишува нели и препишува вилата Мункастер во новите собственици, мажот и жената Марк и Диана, кои што покануваат Дилан кај нив во аристократијата на село да процени дали е проколнет имотот. Се разбира дека Дилан бил порано со Диана и дека незината ќерка, малолетната Вајолет, се разбира дека ќе фрли око на Дилан, само што во неговиот кошмар ја сонува како да поседува монструмски заби кој што го јаде, за да ја најде прободена кога ќе се разбуди и неа и незината мајка од страна на полудениот Марк, кој ќе му го пресече грлото со нож. Преживува Дилан, оди да се сретне со лорд Мункастер, кој ја продал вилата поради долговите со внуците. Тој вика дека има 6 деца и на светот ги раѓаме децата од себичлук, од страф од самотија и да имаме некој да се грижи за нас кога ќе остареме, не од љубов, најмалку од љубов вика, барем не во неговиот случај. Вториот случај е паралелен со него, односно тоа е работилница за автомобили, кај што автомеханичарка го ангажира Дилан, ама работите бегаат вон контрола, настануваат експлозии, летаат штрафови на сите страни, шлайферици во врат, експлозии, монструми се појавуваат во пламен. А во епилогот претходниот собственик на пенкалото бил опсенат со него и го имал во посед додека не му го украл нотарот. Се самоубива со нож во неговата уста за да им се појави научните деца кои ќе делат имот со 3 кучиња од пеколот, им се појавува и ќе ги масакрира. Пенкалото може да промени нечија судбина во борба со злобниот нотар кој се одмаздува со подписот на пенкалото дека клиентите кои купиле или наследиле имот е турнат низ стакло и умира на пот. Дилан се наоѓа на гробот на Диана, а автомеханичарката си бега со колата во Зедисонце. Цртежот умее да биде карикатурален во почетокот, да се детализира за време на убиствата, но е дифузен по квалитет, доста нерамномерен, еден стил на
ево болницата, друг стил ево на забавата за сина крв, едва и кај поранешниот собственик се забележува, прекрасен е во широки планови, кај што со движење на пенкалото излегуваат пипала, например, и се претворува на аниме Ктулу монструмот. Ако ја црташе Пикато, значи кој е одвратен цртач според мене, епизодата ќе беше драстично полоша, меѓутоа и со четворица цртачи не дека е конзистентна. Епизодата има убави коментари за обсесија, за алчност на богаташите, од маздолюбие, ме потсетува на елементи од епизоди од Златната серија, меѓутоа тие по медиокритетните со доста крв, ама многу приказни се помешани, многу состојаници се колатерална штета за кои не ни е грижа, па дифузноста од приказните и во стиловите доведува до оваа трудитава која има се што треба, ама не е сосредоточено како што треба. Мистеријата е решена уште на самиот почеток, кога така што не ќе да се уба во подредени компонентите според мене. Ова е омнибус на вињети кој што не треба да биде омнибус, огледано тоа што цртежот е малку послаб, едва е ова осмица за напоменување, со оглед на тоа што има многу работа на која што треба да се обрне пред се на оваа епизода. 144-та е Ловац на вештице, 21.2.2019, текстот е на Фабрицио Акатино, цртежот е на Лука Казалангвида, бројот на оригиналот е 353, Ил Генерали Инквизитор. На задната страница на претходното издание беше најавена епизодата дека ќе се вика Велики Инквизитор, епизода која е омаш на Witchfinder General, вештерскиот фолк-хорор гигант од Хамер-ерата, за кој воведот е поземен од мојот пријател Дејан Њановиќ, кој што говори за началата на филмот, кој отскокнува со својата суровост, мелодраматичност, натурализам и религиозна догматичност од останатите Хамерови достигнувања. Се запознаваме во оваа епизода со еден срамежлив дечко која поканува соседката на концерт, која културно ќе го одбие, за неколку минути подоцна да прифати еден багабонд во својот дом, што ќе го иритира младиот и ќе ја пријави кај некој лорд во неговата вила, односно одмаздолюбиво пред се. По титул картата започнува епизодата со бесење на вештерка, што е извадок од филмот кој Дилан го гледа со неговата девојка, која од него очекувала на денот на залюбените да ја носи на љубовен филм. Иако за Дилан Witchfinder General е ремек дело на британската кинематографија, зашто е во право за овој субверзивен филм, се запознава со актерот од филмот, кој му говори за понудата која што е добил режисерот Майкл Ривз, кој умира на 25 години од предозирање, мистериозно сега за сега, за да биде финансиран неговиот филм со 100.000 фунти од мистериозен финансиер кој му дава сценарио на неговиот филм до кое што мора да се држи по секоја цена. Дилан оди во BFI кај историчар и актер и кај богаташ, значи збира информации, истражува, додека младото момче ја држи саканата Ребека врзана во штала и лордот ја измачува. Прво ја горат со железо, а потоа остава да крвари на подот пред да ја врзат врз оган, значи си изигруваат инквизитори. Во епилогот Гручо си кажува шеги сам на себе, Дилан си завршува со вработеното од BFI пред и двајцата да се најдат во штала, откако ќе изгубат свест, кај што ќе ги малтретира синот на нарачателот на филмот, кој е психопат кој мисли дека убива во името на Хопкинс, оправдувајќи си садизам пред да вивнат во пламен самата штала и пламнат скелет да почне да ги брка со автомобил. Крајот е посветен на наредбата на нарачателот на филмот да му понуди таблети за предозирање на Ривз, кој доброволно умира. Ајде така да наречеме, затоа што алтернативата ќе биде посурова за него, но е горд што оставил 3 одлични филмови за себе, митологизирајќи го својот живот, останувајќи доследен на неговата визија за делото. Во цртежот се користи и лавилиран туш со истакнати сиви нијанси во самиот флешбек од периодот за Майкл Ривз, како и посебна стилизација на проекцијата на снимањето на филмот со grayscale филтер, со шум, со зрно. Класична ретроспектива пак е оставена за предавањето на историјата за Метју Хопкинс, значи има и бркање низ црнилото на ноќта и пченката кои што се истакнуваат во самиот кадар, така што различни техники и стилови на цртање употребени во прав момент. Задоволен сум од детективскиот потфат на Дилан во епизодата, неговото истражување, немам ништо против омажот на култниот Хамер хорор филм, имам проблем со прекомерниот текст, но не ми се кој знае колку инвентивни хорор сцените по кои нема да се памти епизодата. Веште цртачот, не велам не, менува многу стилови во право време и место. Прогонувањето со огнениот автомобил ми е
инфантилно во епилогот и мислам дека е лошо решение, Ghost Rider-ско решение, но тагомниот епилог со смртта на Рив се одлично искупување и враќање на прав пат на епизодата со таа тагомност која што треба да ја поседува таа нишка. Самиот Дилан очигледно дека можело да се изостави текстот, а сепак да се постигне саканиот ефект во оваа епизода 9 од 10 со кој што хорор елементите се најслаби во неа. И 145-та е Беда и окрутност, издадена на 21.3.2019 во Србија. Джиджи Симеони е сценаристот, односно тој ги има напишан Укус воде, од Диму битке, Анархија во Обединетото кралство, кој што сум ги прочитал од него, а цртажот е на Емилијано Танчило, односно тоа е 35 годишен цртач дебитант, 354 е во Италија во реден број и мисерија Круделта, ако не се лажам, беше насловот на италијанската верзија. Епизода во која што Дилан ќе треба да соработува со Рания Рахим, односно едно од началничките, односно наследничките на Блок. Постои меѓу нив љубовна искра, ама Рания не се дава како принцезите на Дилан, ама пак не може и без него. Убиец на бездомници на улица е во преден план на оваа епизода, именуван како духот на улицата, кој што еден по еден ги сотрува, затоа што сиромаштијата за него е зло. Еден го дави во варикина и му сече неговата глава и врзува рацете, друг е најден како се дави со вода, дави во вода, а низинка му се турало вино во неговиот врат, а има и Блок на кој што се иницира омраза кон сиромашните. А од друга страна Рахим е третирана како маргиналка и покрај низината значка, таа за нив е само муслиманка и терориста во очите на луѓето со предрасуди. Значи, Дилан и Гручо паралелно одат undercover, се впуштаат во преноќување на улица, ама нон-стоп се изложени на насилство. Дечкото Ричи е човекот кој што има скап адвокат и е расистот, кој што пишува на блогот и е расист и кон Рахим, ама умее да се измолкне кога има, нели, татичко е тука и богати пријатели. Дилан е третиран како бездомник, нападнат од наркомани, од мафијаши и речиси е прегазен и деградиран. Во самиот епилог воведува нов лик е воведен, односно Питер Магионишарот, кој што е инволвиран во кланот Омега Енд од Оксфорд, кој што богаташи кои што глумеле дека се одмазници како во Clockwork Orange, тепале бездомници, ама имал помошничка во убиствата, неговата мајка Керол, која Дилан ја убива додека брани бездомник, иако е проблем во рака. Дилан и Рахим за малку ќе се пак не, иако Рахим претходно го има видено гол, ама ништо од тоа. Цртежот има елементи кои што повеќе би ги забележале во борбите на ликовите на DC, ама умешен цртежот кој го истакнува Дилан од бездомниците во сцените, знае кога да детализира и кога да задржи динамика во самиот цртеж, да го освежи. Дилан нема да се откаже од мисијата во неговата борба против злото, додека не се излечат болестите, не се истреби самотијата, дрогата и алкохолот. Еден убав приказ на животот на бездомниците има епизода, детален, да се види Дилан како име нивниот живот и на своја кожа да почувствува, што значи дека социјалната ангажираност и расистичката омраза се пуштени на најако во оваа епизода, а формалистички треба да читаме слешер за двајца убици, кои што има пар мртви тела, истрага и пресметка и ништо повеќе. Значи слешер ако е опрашање треба да тече крв на страниците, ама затоа ова е слешер кој повеќе е детективска приказна, отколку слешер кој што е само зачинот тука, а не столбот на епизодата. Најсилен адукт е способноста на дебитантскиот цртеж на Танцило, кој што носи американски вајб во серијалот 7 од 10, со тоа што тој е најистакнатиот до мен. Тука ќе направиме кратка музичка пауза, имено на почетокот на емисијата ги слушавме Star One на Ариан Ентони Лукасен, односно слушаме 28 Days Till the End of Time, Revel in Time и Today is Yesterday, композиции кои што се наоѓаат на албумот Revel in Time, и потоа слушнавме Annihilator со Downright Dominate и Cup of Suicide од пресвирениот албум Metal 2, а може тука да направиме пауза и да ги преслушаме композициите на бендот кои што имавме можност да го гледаме во МКЦ, односно тоа е францускиот бенд Dagoba, кој што
го издаден нивниот нов, односно нивниот 8-ми албум, ако не се лажам по ред, тоа е By Night, од кој што ќе слушнеме композициите Sunflower, ќе слушнеме On The Run и City Lights, и потоа ќе ви говорам за преостанатите 5 епизоди на Dylan Dog. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 502 издание, во кое што ви говорам за стрип серијалот Dylan Dog, односно преглед на 141 до 150-тото издание од регуларната едиција потенцирам, а со самиот преполовен преглед доаѓаме до 146-тиот број, именуван како Човек твоих снова, издаден 18.4.2019, текстот е на Паула Барбато, авторката на Некрополис, Гробљена за Последна карта и упрак ќе се вратити и никада више инспектор Блок. Цртежот е на Пауло Мартинело, од него го имам читано Голгота, иако има пишувано избогум Гручо. 355 е бројот во Италија, L'uomo dei tuoi sogni. Наведен е примерот за илустрацијата за човекот кој што повеќе мина, кои не го знаат, го имаат сонувано, односно цртеж на веб страница кој што беше инспирација за неснимен филм. Прогонување на кошмарите беше експертиза на Фреди Кругер, па сега и Барбато, послужувајќи се со идејата на Lock and Key, на сонувачите да им даде можност да отворат тунели на подсвеста со помош на клучеви, прави една мистерија во ова епизода. Сенди е прогонета од еден човек во низините кошмари, прави фоторобот во полиција, ама не може да го најде прогонувачот, кој го сонуваат и други. Значи има една колективна свест која што се разбудува, односно колективна ноќна мора. Дилан бара помош од пензионираната психијатарка, бара помош од Блок, од кој ти не, затоа што е безпомошен и е детектив на ноќни мори, а не знае од каде да почне да истражува. Значи, убиецот во една ситуација става клуч во челото на сонувачот, на реална ситуација. Сенди зема силен медикамент за да спие без рем, а Дилан ја носи на секаде. На ТВ се е објавен цртежот од прогонувачот, многума го сониле, и еден човек се самоубива со бомба, човек кој што сакаше да не спие повеќе, односно прогонувач се појавува и најаве на Сенди, кој што го гледа во огледало, и Дилан се разбира дека ќе има една халуцинација каде што ќе падне во када, односно во морско дно, тенчејќи и границите на сонот и на јаве. Прогонувачот фрла клучеви во самите ѕидови во епилогот, во еден Altered States фазон, паѓаат со голене Дилан и Сенди во када, под кома се сретнуваат со прогонувачот кој е чистач на туѓа совест. Става клуч на челото на Сенди и во флешбек на црните маргини гледаме како прегазила силувач, таа е увика, ама чистачот е всушност чувар на тој клуч кој му е даден на чување за да продолжиме понатаму во животот и да го потиснеме минатото, репресор на неубавото кој сака да наплати за сработената работа, наплатува со добри спомени. Дилан заглавува во лавиринто од неговите кошмари, во ормани со потиснато зло, прогонен додека Сенди не влезе во сон за да го наплати долгот со тоа што нели ќе жртвува љубовта со Дилан. Ќе биде на тој начин наплатен долгот и се буди, не знае кој е Дилан до неја, ама Дилан памти се и на тие што го сонувале. Перачот на совест, ајде така да го наречеме, им обзнанува дека со тајните ќе треба да се носат, ама не му опростува до последната табла дека го презира чистачот кој му ја наплати љубовта. Цртежот е живописен, детален, со силен контраст, со опфатена динамика и силни детали, црни маргини има во флешбекот и прекрасни големи цртежи. Може би имаше повеќе надреални отколку хорор секвенции, иако имаше едно тело со забодени ножеви и отворени черепи со клучеви. Одличен антагонист имаме, вистинско освежување во серијалот, затрупана е епизодата со текст, прекумерене, точно, ама затоа Гручо, како што Барбато милува, е редуциран со пар кадри. Епизодата е за отелотворување на зли сеќавања, еден клучар на тајни забележуваме кој и тоа како пак би го гледал во други епизоди, и искрено да бидам,
иако изгледа на член на Iron Maiden и на нивната маскота, не гледам дека е антагонист комплетен, со оглед на тоа што луѓето се злобни и го најмуваат овој трговец поединец и не си го плаќаат долгот на лихварот на тајните. Значи, да не наплаќаат со нивните позитивни спомени. Ќе да се ликовите расипанија, не тој ги сочува нивните тајни и пред се ги соочува со нивната потисната подсвест. Од мене има 9 од 10 оваа епизода, со тоа што цртежот е на чиста десетка. 147-та епизода е Људска машина, 16.5.2019 објавена во Србија, Алесандро Белота, човекот кој што ја црта Планета мртвих, односно засебната едиција на Дилан Док, кај што се бори со зомбијата од еднината, тој го напиша и епизодата ја напиша Животни пут, која што последно имам читано во регуларната серија. Цртежот е дебитанското остварување на Фабицио де Томазо. 356 во Италија, Ла Мачина Умана. Добре додавте во корпоративниот пандемониум, односно во кој работите 6 дена од неделата по 8 сати за да купите срање што не ви треба, како што би кажале во Fight Club, во епизодата е ситуирана пред се во работната средина, во канцеларискиот пекол, во кој човекот се претвора во незначителна завртка во машината, во адската машина пред се, кај што подготвен е да носи пелени за да не оди во ВЦ, да крати пауза за да фати норма која што му е предвидена, да се повреди на работа од преработено само за да не се обедини во синдикат за тоа што му се заканува отказ. Секој се грижи за себе си, а не за другиот, и овој неживот започнува секој понеделник, додека во петок не се фрлиме на дрога, алкохол и губење на свест пред се. Затоа насловната со канцеларискиот лабиринт и монструмите по кои што се наоѓаат помеѓу е одлична асоциација за тоа што следува пред се во епизодата, која што започнува со вработен во канцеларија кој добива договор на 3 месеци за тоа што фирмата не била задоволна од 66 работни сати во неделата, па за да докаже лојалност на пробен период го ставаат под добиеното решение. Сака да се самоубие, се разбира, ама кажано му е дека ако пуга со пиштол ќе плати неговата жена и ќерка, а Дилан се наоѓа на соседното биро и ја гледа оваа неправда и решава да замине прв од канцеларија, саат и пол по завршувањето на работното време, во 6, и наредниот ден доаѓа со 1 минута за доснување. И поради тоа што прв си иде, а последен доаѓа, е преместен во подрум со тотем од документи за надополнување на работното време, а фирмата во која што работи, Daydream, е во собствеништво на конгломератот на Ghost, неговиот негативец. На фотографии може да се забележат вработените како почнале да работат како млади, а остареле во самата фирма. Има една кодошка која што ги предава на директорот ако дремнат на работно место, а Дилан помага на една девојка да се разбуди без да ја забележат додека останатите се на пауза, ама чудно му паѓа лифтот на 17 кат кој што води до еден гасеничав монструм со пипала од како ќе го убие, и на тој начин заврши епизодата на низината средина. Во самиот епилог не завршува таа за Дилан, тој се буди и е недела, а во понеделник треба да оди на работа, да сонува еден нов модел на Ghost кој што би го понудил, кој мора да го има секој, новиот мобилен кој што го вади Ghost, да отплаќа рата, иако не знае зашто се задолжил и купува и лаптоп и Blu-ray. На работа запознава еден кој што го предводи отпорот од внатре фирмата, кој сака да ја дигне пред се фирмата во воздух, кој ништо не работи, отие вработен со врски. Тој говори за промена на мерилата и на вредностите, ако на пример порано се ценеле 5 постулати на верност, храброст, мудрост, скромност и учтивост, денес се заменети со флексибилност, продуктивност, способност за вклопување во тим, победнички дух, односно самоодржување во оваа фирма на еднодимензионални луѓе. Дилан бил најмен од човек да открие тајни на кои се одвиваат во фирмата пред да му биде испран мозокот, да распродаде се што поседува на eBay, да оди на одмор на мајмуни кои што
да оди на одбор на мајмуни кои што предводат самата фирма за колешката Кейтлин како ќе спие со неа да земе кутија која сметаат дека е бомба, да ја пука во глава и тој да го фрли првиот камен и стави крај на кошмарот на оваа фирма, ама еднодимензионални луѓе има секаде, као самиот епилог и на градилиште, например. Во цртежот доминира белината на канцелариите, малку линии имаме, само има црно сако кое што се двои Дилан до достатокот, а белината е без многу сенки и контури, малте не забележуваме еден манга црв. Хорор на реалноста, хорор на бирократијата, лавиринт на канцеларии. Јас искрено преферирам повеќе монструми и крв во епизода, па затоа најмалку ги вреднувам тие чинители, иако има еден надреален потфат со мајмуните од одборот на фирмата, ангажирана и социокритичка е оваа епизода, иновативна сценаристички, со соодветно уникатно белило, налик хоророт на повторливиот ден на вработените. Мислам дека отпорот не е доволно добро разработен на човекот со врски, а монструмите во нечовечки облик немаат никаков удел, искрено, во приказната, барем не за мене. Гручо е интересен со неговите цитати и игриви досетки, кои се обидува да го врати Дилан во реалноста колку што може. Иако е заслужува поголема оценка, од мене има 8 од 10, на 8 плюс е оваа епизода, со оглед на тоа што хорор елементите се најслаби и тоа ме спречува да и дадам 9, а ја заслужува. 148 само за одрасле. 13.6.2009 издадена, Пасквале Рују, човекот кој што има напишано, пишува само за вампири во златната серија, него го знаете од Ја чудовиште, Демонска соната, Нелојална конкуренција, Упиров без, Nightmare Tour е негова, еколошки се голем дел од неговите епизоди со надприродни елементи. Имам, ако не се лажам, 29 епизоди прочитано Пасквале Рују. Цртежот го работат Давиде Фурно и Пауло Армитано. Бројот на оригиналот е 357, Виетато ај минорие во Италија, насловот. Во една централна тематска целина е снаф филмот во оваа епизода. Да врати малку крв во серијалот Рују, да подсети на крвавите денови на Кијавероти од златната серија, а повикан е Ацо Радивојовиќ, уште е мој пријател, сценаристот на српски филм, да се произнесе во воведот за тоа што токму српски филм е омажиран во делото со замерка за омекнување на денешниот Дилан, со право е неговата замерка, но не порекли факт е дека српски филм е највпечатливиот и најозборуваниот филм надвор од Србија, кој е синоним за нивната кинематографија, колку на нив и да не им се допаѓа тоа. Директен пренос канал 66, Раја ужас е култни хорор филм, се неколку епизоди кај што метафилмот допира до снафовската димензија на делото. Забрането за мали деца треба да се вика епизодата буквално, ама Ацо напоменува дека на Балканот се користи повеќе другата фраза, односно само за возрастни. Започнува со филм во кој готвач става оковани жени на шар, добива награда по прикажувањето на филмот, иако е обвинет за убиство од Дилан, од страна на кој се наоѓа во публиката во киносалата, и потоа нареден филм е азиски во кој што врзани жени се удираат со палки со бодликава жица. На Дилан на посета му доаѓа хорор актерката се зема Ванеса со 40 години и како што е редот спие со незиниот најголем фан, кажувајќи му дека е прогонета од младолик дух, па на Дилан му следува кошмар, кај што е прогонета и обезглавена со секира. Дилан лета во Лос Анџелес, значи оваа епизода се случува таму и започнува 8 мм, односно хардкор, потрагата по Ванеса, која го води до старото кино Емперор. Ќе добие по некој пендрек и ќе види духови, ама ќе добие објаснување дека еднаш годишно критичарот Рајнард доделува крвави награди на елита на гледачи, кај што се прикажува филм за врзана девојка која е масакрирана од луѓе со палки и сатори, што е воведот во приказката. Односно, во минатото некој новинар пробал да влезе во манифестацијата, меѓутоа успеале да го задават претходно. Прикажани се и сцени кај што е девојка влечена од камион, девојка во аквариум, моторна пила во веце со парчење од тела, све се прави за уметност, па финалниот филм на оваа вечер на Снаф фестивалот е за Ванеса, односно која се соголува
пред джелатите и еден е со чекан, друг со скалтел, пред два ја обезглават и ја посвети смртта на гледачите, така. Патетично. Оскар за снаф фестивалот му следува на Дилан, пред да го убијат и продуцентот и, односно пријателот на Ванеса, нели треба да го добие во незина чест со оглед на тоа што таа е убиена на самиот филм. Тој пали филмски ленти во фазонот на Inglourious Basterds на Тарантино, да се вивне киносалата во пламен, негативците умираат и на неговиот гроб се сретнува пред се со Ванеса, која ја лажира незината смрт. Тоа е пресвртот на делото за девојката која повикува луѓе кои што работат на картели, односно бида незини телохранители, да ја инсценираат незината смрт, и Дилан ја дава наградата, а зад неа помошниците острат ножеви. Во поглед на самиот цртез, црнилото на снимањето на снаф е во преден план, што е во манирот на српски филм, а контрастот е засилен помеѓу ликовите во кадарот, правејќи од цртежот да биде вибрантен, со многу убава игра на сенчење. Употребена песни имаме за магичната фрула, нели? Употребена песна на Pitbull, се извинувам, на Sentenced има една композиција и секако една композиција на Дорс вметната во самиот стрип. Можеби најголем број на крајови убиства има во оваа епизода, од сите можни сечила се присутни во неа, комплетно луда идеја за снаф филмски фестивал, голема доза на музика има во епизодата, но Тарантиновиот крај не беше померак, да бидам искрен, не е многу инвентивен, ми го погоди руи под жанрот и немам право да се бунам на овие недостатоци. Ова е едноставно злобна епизода со одлична насловна, кај што имаме крв и кошула на Дилан кој што се црвена боја, Never е Sin City, епизода за снимање на филмови во кои умираат актерите и се еден филмски мит кој се употребува најмногу во хорор жанрот и се користи за помош на специјални ефекти за нивна естетизација. Убеден сум дека некој си има колекција на вистински снаф филмови, постои пазар за нивно тргување. Пристрасен сум за оваа епизода, признавам и свесен сум дека Дилан има многу малку простор за да коментира за овие злобни ликови и која е полезноста пред се на уметноста, односно искреноста на актерката кон публиката, но потребно е едно горко апче за да ги освести читателите кои што се презаспивани дека Дилан Дог е хорор стрип. Од мене има 9 од 10, со тоа што хорор елементите секако дека се 10-ка и текстот и цртежот се на со многу високи оценки. 149-та епизода е Цена меса, 11.7.2019, напишана од Фабрицио Акатино, односно тоа е авторот на Ловец на вештерки за кој што ви говоре во оваа епизода, а Роберто Рейналди е цртачот, односно тој има цртано Демонска соната, Виолинист и Племе бесмртник, кој што јас барем ги имам прочитано. 358 е во Италија овој број, Il Prezzo della Carne. Во воведот се поставува честото прашање за тоа колку од Бонели ја уживаат слободата да издадат маркантни и контроверзни епизоди, и иако допира претходната до снаф, до садомазохизам, допира епизодата на Ардженто, за кој што ќе говорам во иднина, пред неколку епизоди, односно пред неколку изданија, нели ви говорев за инцестот на дното на морето. Дискутабилно е колку со ракавици се задаваат удари, може би се само цензурираат од една страна Бонели, иако денес не постоечки се цензорите, туку во нивната глава само екзистираат. А потоа се потенцира за Акатино, кој е атипичен писател, кој не верува во среќни краеви и објаснување на мистериите околу злото. Не му е таков стилот и не е конформист кој ќе направи епизода како останатите тезгароши, како што се потенцира, затоа и се цени неговиот својствен збор. Рибари навечер одат на риболов насреде бура, наоѓаат обезглавена девојка во вода, која е ќерка на едниот од нив, која ја погребал пред 2 години, а Дилан и Блок разговараат за тој случај. Дилан оди за Кент да го истражува случајот, каде што починатата ќерка го забележувам дека го сакала Ник Дрейк во однос на музиката која што ја обожувала додека била жива. Полицијата не е услужлива, како и секогаш, ама во градот
Зомбија излегуваат од гробови и започнуваат да гризат. Дилан бара обдукција на починатата, а ќе забележи дека некој користи електроцентрала и во градбата, која што наводно не треба да функционира. Со маски се чуваат зомби стриптизерки за забава на богаташите. Негативецот не сака да објасни зашто се реанимирани телата, ниту како, иако има доктор инволвиран во процесот, така што кога ќе се разбеснат и излезат вон контрола, се ќе замине од пламен и Дилан ќе мора да се спаси од агонијата на една зомбика, неговата пријателка пред се, која се разбира дека ќе заврши претходно во неговиот кревет и ќе замине да фотографира за Vogue, а Дилан со Валкан си оди за Лондон со Sunny Side of the Street на касета на The Pogues. Во поглед на цртежот, дождот во црната ноќна бура е за истакнување, нема многу сенки оваа епизода, ефективни кои што се толку јасна одвоеност на сцени има, дел се брзани, дел се со детални позадини, најдобри се црните сцени со по интериерите кај што нема говор додека Дилан се стигнува кај зомби стриптизерките. Имаме композиција нели на Мерлин Монро, песна на среде патување на The Pogues, Mambo No. 5 дури се цитира, еклектичен избор на музика. Преобемен е текстот и шегите на Гручо знаат да бидат преопсежни, иако нема кој знае колку действие кое е клучно за епизодите. Се реферира дека Дилан личи на Руперт Еванс, што често беше појавувал минатото во златната серија, да биде испоредуван и блок е ископан нели од минатото, но идејата за Dance of the Dead и Zombie Strippers е направена и во филмот и во серијата Masters of Horror, но да речеме дека хорор концепт кој кај љубителите на жанрот се запознаени со него и не ми пречи што не е објаснето како служи оживувањето на мртвите, ама за зомби епизода има многу малку крв, иако убаво е да се види бургија во череп, иако реализирана на графички начин, иако со едно неприкажано обезглавување не правиме ништо во една епизода со зомби. Насловната со обесените тела дефинитивно лаже, не е тоа што ќе го добиете во епизодата. Стано очигледно бил инспириран на нешто друго. Дилан немаше удел во епизодата, буквално можеше да не биде ни присутен и пак ќе завршеше за тоа што на начинот кој што заврши, истрагата беше загадачна додека не се вметна омажот за Zombie Strippers, што е готов и неинвентивен чинител според мене, преку кој не можам да преминам. Не се работи само за концептот на зомбијата, за кој има нели планета мртвих, кој што сосема легитимно и многу добро одработено, туку за зомби стриптизерки, што е готов концепт послужен на тацна, кој не е инвентивно реконтекстуализиран, туку е само препишан. Не сум задоволен искрено од ова решение. Неинвентивно и несвојствено е употребата и на Дрейк и на Брехт во оваа епизода. Не е доволно да ги реферираш, треба да ги имплементираш, според мене. 7 од 10 е незината оценка и 150-тото издание носи наслов На дно. 8.8.2019 издадено, Матео Казали е сценаристот, Марко Николи е цртачот, односно тој работи на Бетмен Европа, на Богиња мајка од серијалот, на Предивно створење сум го читал и Добродошли од Викерфод ја има нацртано. Најчесто важи за прецртувач, односно цртач кој што си го бара собствениот стил. 359 епизода во Италија, Сол Фондо е насловена. Има идејата која што ја обработува е автобиографска меморија, одно хипертинезија, која што е клетва за која подлегнуваат ликовите кои се обдарени во оваа епизода, односно во овој случај ќе привлекуваат како магнети туѓи постојања кон себе. Цитиране Борхес, исто именото именување на предметите, а потоа паралела се прави со Селинџеровиот Холден во Catcher in the Rye. Така што ова е српскиот 150 број. Ни предстои новиот цртач на насловната страница, односно повратништвото на Склави и една епизода на Ардженто, но за тоа во некое наредно издание на емисијата се запознаваме со Дилан и дечкото Холден, кој има автобиографска меморија. Не се сеќа само на своите, исклучиво на своите сеќавања, туку и на туѓите сеќавања, кои најпрвен како во Вовет влегуваат во Candyman,
реон, односно одат низ джентрифицирано мало и кршат зидови. Холден старец обвинува за убиено тело, не знае од каде му се тие сеќавања во него, но има алиби пуштен Холден од полиција. Има еден лајт мотив со отвор кој се повторува од насловната страница повремено од ликовите во дистанца во отворот, како негово ехо. Дечкото Холден позајмува спомени на Дилан од епизодата Успоменен невидливок и со друга страна смрти, говори дека добивал визии за убиец канибалец кој чувал делови на тела во фрижитерот, потоа Дилан оди кај Блок да му помогне за откупувањето на мртвиот скелет на жртвата на убиецот, која знае Холден каде е закопана, само уште да знае ако е незиниот убиец. На Дилан му го сугерираше убиецот кој е убил закопаната, почнува Холден да го имитира Дилан во сечењето и свирењето на во седење, се извинувам, и свирење на кларинет, му кажува дека некоја си Кейтлин се наоѓа на дно на бунар и го носи до куќата, кај што смета дека Дилан ја убил и ја потиснал во сеќавањето, а тоа да ми ти била алегорија за гасеницата која што како деца Дилан и другарчињата ја убиле во кофа и од тогаш тој станал вегетаријанец. Холден бил заљубен во Кейтлин и си се убедил дека е на дното бунарот таа, затоа што раскинали и мислел дека е незиниот убиец, проектирал, значи паѓа во бунарот и во болница завршува. А Дилан има совест и нема да го обвини за нападот, затоа што пред се уште еднаш потенцирам. Има здрава свест и совест и разбира што значи да се јадеш себе си затоа што не можеш да бидеш со саканата. Поглед на цртажот понекогаш имаме детални ликови на почетокот, потоа се фати за празни позадини без сенки. Цртажот има 6 вертикални правоаголници и 2 страници исполнети со нив. Нема големи табли, освен кошмарот на Дилан кај што паѓа на дното во ВЦ. Нема култни сцени дефинитивно во оваа епизода. Серија со незадоволителни хорор елементи, со игра на две чаши на кои има надпис јас и ти, односно имитација на друго битие. Таговна е судбината на измачениот дечко, но освен емпатија нема поинтригантни чинители во изнаоѓањето на убиците, ама таа тегоба која ја носи психолошкиот хорор во епизодата, тој Финчеров маниризам кој што се цели да допре во оваа творба, тоа е интересно да се проследи. Може би овој нов сценарист во иднина ќе изненади со неговите атипични потфати. Факт е дека е богата со текст, ама би испаднала уште една убава психолошка драма од епизодава која што ја читам. Значи 7 од 10 според мене. Како што веќе и напомена, ви предстојат промени од кои што најголема е во иднина замената на првиот цртач на насловната, Анджело Стано, кој ќе ја предаде работата на талентираниот Каве Наџо, прекрасен илустратор е тој. Потоа се враќа таткото на Дилан Док, односно Склави, со една алкохоличарска епизода. И да не забораваме дека Дарио Ардженто конечно се смилува да ја напише една саламазохистичка епизода. За сето тоа ќе слушнете во наредната анализа на Дилан Док епизодите од 151 до 160 издание и понатаму. Така што на крај само да ги рангираме епизодите по квалитет според мене. 10-то место на Дну зла со 6, на 9-то место Цена меса, на 8-мо место На дну, на 7-мо место Беда и окрутност и на 6-то место Сузе и скамена. Сите имаат седмица, значи буквално можам да ја преполовам листата на епизоди кои што 5 се невпечатливи, останатите 5 и тоа како мора да ги прочитате. 5-то место е Калиграфија Бола, 4-то место е Људска машина, сметам дека е многу ниско поставена, меѓутоа на 3-то место имаме Ловац на вештице. Така што не би можел, не би имал сила да ја ставам повисоко со оглед на тоа што хорор елементите на Witchfinder General дефинитивно прединство ќе добијат. Второ место е Човек из твоих снова и секако според мене најдобра епизода е Само за одрасле. На крајот на емисијата ќе слушаме композиции од Роло Томаси, односно станува збор за еден британски бенд кој што ни доаѓаат од Шефилд, кој се една интригантна амалгамација помеѓу, ајде така да ги наречеме, комбинација на прогресивен рок-н-рол со експериментален рок-н-рол со пост-хардкор елементи, меѓутоа од друга страна па и женскиот вокал во смирените верзии подсетува на
на Cocteau Twins, на Golf Rap, значи една интересна комбинаторика може да слушнете на нивниот шести албум, кој што го носи насловот Where Myth Becomes Memory, кој од него ќе слушнеме Cloaked и The End of Eternity. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, борба против лицемеријето, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот стрип до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечеро имав незакажано полноќен танц со смртта по 502 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 502 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре читајте Дилан Дог и 100 вампири. Чао!